Првоосомничениот за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жежовски со години шеташе на слобода и покрај низата кривични и прекршочни пријави, од кои речиси ниту една не беше процесуирана. Судско-обвинителскиот систем со години не го чепкаше веројатно и затоа што со неговите јавни настапи и жестоки критики кон ВМРО ДПМН одлеваше дел од десно ориентираните гласачи, односно и нанесуваше штета на опозицијската партија. Палчо ја користеше својата моќ да влијае да повикува најавен линч на неговите неистомисленици. Прилика за изнесување на неговите ставови. Тој најде и во подкастот на порталот Инфомакс Тешки муабети, како ководител во десетици емисии. Заедничките емисии секогаш биле најавувани со порака: не ја пропуштајте денешната епизода на Тешки муабети. Овие емисии одеа во живо не само на каналот на YouTube, туку и на социјалните мрежи, Facebook и TikTok, а канал за политички дебати има и на Telegram. Најголем дел од емисиите сега веќе се избришани. Самиот министер Оливер Спасовски, кога информираше дека Палевски е уапсен во Турција, побара да биде дерегистрирана и неговата партија Десна, во која членувале и биле активни и други осомничени за двојното убиство. Освен тоа, Палевски и неговите соработници подолго време биле активни во јавноста и на својот канал на YouTube објавувале содржини полни со говор на омраза, ширење на лажни информации, повикување на насилство и слично. Вакво криминално гнездо како што е направено мора да се разбие до крај. И такви политички партии кои што со не знам какви провиненции ова го прават, како што е таа која што е формирана, таа мора да биде дерегистрирана. На порталот каде често се промовираше Палевски, ширеше говор на омраза кон политичарите кои имаат различно мислење. Будали као Мицковски имаше многу во оваа држава. Мицко е глуп за идеологија. Сега треба да играме фудбал у гости Чичи. Лоша публика, ризик, тепање, пукање, свашта. Иде лошо време. Не треба ја сега да лажам. Ние го ќе доеме на власт, ќе го вратиме името. Асоцирам на некои преваранти, шарлатани. Мицко е глуп преварант. Против Палчо се поднесувани низа пријави во изминативе 20 на години. Од даночно затајување, фалсификување исправа, злоупотреба на службена положба, до недозволено држење на оружје, неовластено прислушкување, омаловажување на полициски службеник. Влезене во судски записник по пријавата на другарка на неговата керка, дека физички ја малтретирал, односно ја тепал со боксови, нанесувајќи и сериозни повреди и хематоми, ја плукал и психички ја малтретирал, но судот утврдил дека тоа е неосновано. Во 2020 година бил уапсен во Србија, а по 8 месеци пуштен е на слобода и се вратил во Македонија. Уапсен бил и по потерница на Хрватска за некаков наводен долг на негова фирма во оваа земја. Фатен е и со пиштол без дозвола во близина на тунелите Демир Капија Јаворица, каде, како што објавуваа медиумите, барал злато.